Една недела од стартот на изборната кампања за локалните избори, дел од политичките аналитичари во земјава велат дека доминираат национални теми. Според Петар Арсовски, постојат различни видови на комуникација во поглед на тоа од каде доаѓаат пораките. Дали од политичките партии или од независните кандидати. Од тоа како што вели, зависи и степенот на инвентивност на кандидатите. Мислам дека тука треба се одвојат две линии на комуникација. Генерално кај партиите доминираат национални теми кои се поврзани со генералната политика, додека кај настапите на индивидуалните кандидати доминираат локални теми, они кои се идентификувани како потреби на граѓаните. Дополнително на тоа, мислам дека главните политички партии не се многу инвентивни во своите комуникацијски алатки, додека независните кандидати користат поиновативни рилсови, поиновативни пораки и поинтересни содржини. Антагонизам и високи тензии помеѓу партиите. Арсовски вели дека се очекува во следниот дел од кампањата, посебно во оние општини каде има блиски резултати. Но вистинското лице на партиите, како што вели, ќе го видиме во вториот круг од кампањата. Сигурно дека ќе има висок антагонизам и висока тензија помеѓу партиите. Јас очекувам во критичните општини, таму каде што се резултатите блиски, да има и засилена негативна кампања и заострена реторика. Но мислам дека вистинското лице, така да наречем, во кампањата ќе го видиме во вториот круг, онаму каде што нема да се изберат кандидати во првиот круг. Утре почнува втората недела од кампањата, од која преостануваат уште 12 дена. Завршува на 17 октомври на полноќ, пошто следува изборен молк, а првиот круг од локалните избори е на 19 октомври.